Да, уште на самото излегување на биното, кога го видов дека салата е полна, срцето ми беше полно, затоа што знаев дека луѓето се тука да дадат поддршка за нашите деца. И мислам дека постигнавме голем успех. Се работи за прв концерт од тој тип и од тој карактер. Значи, имаше доста посетеност. На крајот сите деца беа среќни. Дојде Дедо Мраз, им подели подароци и еве јавно да им се заблагодарам на сите што дојдовте, на вас како медиуми и на сите што слушнале, што дојдоа и што ја дадаа поддршката. Едноставно, со тоа ни покажуваат дека нашите деца не се сами, дека има тука луѓе што мислат на нив и ние, тоа ни дава поголема сила и моќ да се бориме и уште повеќе да докажуваме да се бориме за правата на нашите деца. Ни предстојат многу убави празници и за предстојните празници ние успеавме да собереме 80 деца со посебни потреби. Тоа не е бројка што треба да се занемари. Значи, тука беа децата од дневниот центар, тука беа децата од училиштето, посебното училиште од Ново село, од сите здруженија од Струмица, значи гласно застана и дојдоа сите заедно, дадовме поддршка, сите членови беа тука. Мислам дека многу голема порака испративме, тоа пишува и на мајците, дека сите сме исти, сите сме еднакви, дека не треба да има поделба на никој. Па веќе имаме спремно тетрадка во која што пишуваме кои се недостатоците. Планираме да биде традиционален овој концерт. Здравје Боже, значи ништо не застанува тука, продолжуваме понатаму, имаме поддршка од многу луѓе, тоа не дава поголема самодоверба да успееме понатаму во реализација на слични проекти од страна на нашето здружение. Ваквите настани се не биде единствениот начин да се испрати таа порака до општеството дека сите сме исти со различностите што ги имаме. И затоа ние и јас како родител на дете со посебни потреби и како дел од ресурсен центар дојдов и го поздравив ова случување, ова вечер кај што се славеа различностите на нашите деца, затоа што се тие сите наши деца. И во исто време го поздравив големиот број на луѓе кои што се собраа, нели тука видов многу среќни лица и тоа значи дека пораката е пратена и дека е успешна. Апсолутно, во секој поглед. Значи, ние нудиме поддршка на родителите на деца со посебни потреби од првите моменти, значи од раното дијагностицирање. Ние не сме доктори, значи тоа да се разбереме, многу често знаат работите така да се испомешаат. Ги користиме нашите искуства, нашите ресурси, контактите што ги имаме со други родители и со други здруженија, за да им помогнеме на родителите, да им го олесниме патот што ќе го одат нели со нивните деца. Да направиме нивните деца да им помогнеме на родителите тие самите да направат нивните деца да имаат посреќен живот. Исто така помагаме во остварување на правата на децата со посебни потреби во социјалната сфера. Значи тие како од нас родителите може да ја добијат буквално секоја валидна информација која што може да ја употребат за да ги исполнат своите права, а одскоро нудиме и правна поддршка преку мрежата на адвокати која што соработува со Ресурсен. Во случај кај што имаме појава на дискриминација, а сведоци сме на се почесто таква дискриминација за жал. Најчесто тоа се случува во образованието, во образовниот процес, затоа што колку сме погласни за инклузијата, толку повеќе проблемите испливуваат на површина, нормално и решенијата за истите, но тоа е еден макотрпен процес што ќе треба сите заедно да го изодиме и на крај преку локалните заедници нашето општество да биде посилно и да обезбеди соодветно место за овие лица.